Поддршка за одлуката на председателот Иванов од граѓаните кои синоќа трет ден излегоа на улиците во повеќе градови ширум државата. Со тоа што Иванов не го додели мандатот, од за заедничка Македонија велат дека исполнето едно од нивните барања, но нема да се откажат се додека не се исполнат уште 3 барања. Сите политички партии заедно со граѓаните да изготват платформа за заедничка Македонија во главниот град на Република Македонија и да ги отфрлат платформите пишувани во туги држави. Бараат од политичките партии во преговорите да не помислуваат да усвојат владина програма, која не би била изгласана од граѓаните на изборите, а се бара од партиите, посебно од ВМРО, ДПМН и СДСМ, да не допуштат да се гласа во собранието законот за двојазична Македонија, затоа што тоа ќе биде вовед во редефинирање на Македонија. Изјавата на председателот Иванов ја ценам како патриотски и државнички чин, кој што практично го изрази духот на волјата на огромното мнозинство на македонските граѓани, кои што се повеќе и повеќе го искажуваат својот револт со оваа масовност, смета универзитетскиот професор Александар Климовски. Изјавата беше точно дадена по содржина како што треба, и по устав и по форма и точно на време. Денеска ударот е врз темелните вредности на кои што почива оваа држава, меѓу кои е и јазикот, и дека особено веќе не може да се толерира прифаќањето, не дај Боже имплементирањето на оние точки од албанската платформа, која што најде погодно отлука е оваа велепредавничка структура која што денеска ја гледаме во СДСМ, заклучи Климовски. На Македонија и треба политичка стабилност за да се продолжи со реформите. Ги повикувам главните политички актери во Македонија да се надминат разликите што ги разделуваат за доброто на сите граѓани на Македонија и заеднички да се најде решение за кризата. Сепак морам да го потенцирам несоодветното мешање на други земји во внатрешните работи на Македонија. Македонија е независна и суверена држава и нејзиниот устав и интегритет треба да се почитува, изјави европратеничката од Хрватска и прв човек на групата на пријатели на Македонија во Европскиот парламент Маријана Петир. Со реакција се огласија и од Руското министерство за надворешни работи. Со загриженост констатираме дека се усложнува политичката криза во Македонија, испровоцирано од грубо мешање од надвор во внатрешните работи на државата. Со заедничко дејствување на функционери на ЕУ и НАТО на македонците им се наметнува да прифатат албанска платформа, креирана во Тирана во кабинетот на премиерот на Албанија, во функција на голема Албанија која покажува територијални претензии во однос на регионите на соседите Црна Гора, Србија, Македонија и Грција, се вели во соопштението на Руското министерство за надворешни работи по повод актуелните случувања во земјава.